Почитувани, ја слушате и гледате емисијава на македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Наредниве минути ги одвојуваме за разговор со нашиот гостин, а наши ваш денешен гостин ни е господинот Ристо Никовски, аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Господине Никовски, добро ви утро и добро ни дојдовте и во новата година на македонски корен. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што и денес сте заедно со нас и нашите слушатели, Facebook пријатели и гледачи. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите. Добро утро за Македонија, добра вечер за Австралија, многу поздрав за сите наши и јас секогаш се радувам кога сум повторно со вас. Било ни е. Господине Никовски, пред 10 дена представниците на политичките партии на албанците од Македонија се сретнаа со албанскиот премиер Еди Рама и тоа во Тирана. Во јавноста од страна на сите присутни на средбата, како и од голем дел на аналитичари и новинари, се верглаше ставот дека оваа средба е само една обична средба и ништо повеќе од тоа. За да откриеме дали тоа беше само една обична средба или нешто повеќе или пак имаше сосема друга позадина, ќе ви поставам неколку прашања, а и некое подпрашање. Со која цел Рама ги повика на Бацилека кај него? Дали преку оваа средба всушност Рама се меша во внатрешните работи на Македонија и нашиот државен интегритет? Можна ли е Македонија и македонскиот народ после оваа средба да се соочи со еден вид на отровни стрели, поточно да настрада? Пред се ќе ми дозволите да се поврзам со вашиот претходен гостин, почитуваниот Тони Минкиновски. Му честитам за тоа што го направи во Охрид. И знаете, тој настан покажа дека имаме ново дно во нашата држава, нов срам, нов резил, ново нешто што треба да се срамиме сите. Знаете, тој го разви де факто поранешното македонско знаме. Ако има некои проблеми со Вергина и така натака, тоа е поранешно македонско знаме. И тоа покажа дека, што и убаво го елабориравте и вие и тој, дека албанските знамења, за кои постои закон, кој го регулира нивното користење, апсолутно не се почитува законот, 100% се игнорира. А кога се развива македонско знаме, еве ти е полицијата. Ова е македонска држава или е кинеска држава, разбирате? И уште друго, ако веќе клубовите на цар Борис, на фашистите и на Ванчо Михајлов не предизвика никаква реакција на полицијата, па зарем на македонското знаме, како тој вашиот пријател под наводници, кој јас не сакам да го спомна, Маречи рече, нема македонско да се користи името македонско како султанот пред 100-200 години, разбирате. Така да, велам, ова е само новодно и му честитам на Тони, а јас добро се знам со него и знам дека ќе продолжиме во истата насока и ќе победиме на крајот од денот. А да се вратам на вашето прашање, средбата на Еди Рама со македонците е повеќе слојна, има повеќе едно чудо димензии, разбирате. И знаете, најинтересно во целиот случај е што тој самиот се издаде, ги покаже своите вистински намери, големо албански во суштината, со тоа што на средбата не беше само тој, како партиски лидер, не така, не премиер да кажеме, со партиски лидери од Македонија, што исто така недозволиво да се случува, бидејќи не само што е флагрантно мешање во нашите внатрешни работи, него е де факто диктат што и како да се прави во Македонија. Значи, со присуството на Џачка, неговата министерка за европски прашања и надворешни работи, тој покажа дека тоа е еднодржавен собир на албанците, кои се договарат што и како ќе прават со Македонија. Поголем безобразно политички не се замисли. Значи, тоа е директна потврда на Албанија денешна на Еди Рама, како и во последните, да не речам, од 1955 година води таа политика после распадот меѓу Југославија и СССР со нели така со информбирото, тие одат голема албанска политика
која сега само се манифестира и докажува. Тоа е нов доказ дека патернализмот на тирана е безграничен, се продлабочува, разбирате, за сите албанци во регионот и тие мислат, и не само што мислат, него и прават, дека таму е центарот и дека иднината на Балканот, не само на Македонија, зависи од нив. И знаете, кога се случува такво нешто, но флагрантно игнорирање на суверенитетот на оваа наша држава, зашто голем срам носат албанските политички лидери од земјава, кои одат на баци рака, кои покажуваат дека немаат никакво достоинство и дека зависат од тирана и дека и нивна главна единствена цел е голема Албанија, разбирате, тоа претпоставува и наметнува Македонија да изврши една длабока анализа на своите односи со Албанија, кои се погрешни цело време. Јас, како што знаете, 4,5 години помина во Тирана на работа. Тие се цело време погрешни, разбирате. Македонија се прави божем не разбира, се прави божем не знае како и што треба, не знае што се основните и суштинските цели и намери на Тирана. И сега треба да се направи, макар сега, иако е тоа во нашите сега чувство е невозможно, една длабинска анализа и да се направи една стратегија за односите со Албанија. Ако целта основна и главна на Тирана е голема Албанија, во која е недвосмислено влезен и делот од Македонија кај што живеат во мнозинство албанците, па вие не можете да се правите наивни и да се правите одсутни, разбирате. Второ, мора, иначе, така наречениот Отворен Балкан иницијативата, која се сега заедно Албанија, Србија и Македонија, исто така мора да се гледа и од тој аспект дека Албанија има скриени намери. Знаете, има една стара изрека која вели со некој што има скриени намери не се прави куќа, ќе ви излезат, ќе ви ја украдат, ќе ви ја земат куќата, разбирате. Точно тоа се случува сега. Велам, има едно чудо елементи таа средба и Македонија, како што знаете, нашиот премиер и председател рекоа на крајно наивен, дури да не речам, да не користам потежок збор, изјавија дека Рамани бил пријател. Каков пријател да луѓе? Во политиката нема пријатели, разбирате. Напротив, Рама покажува дека има скриени намери, а вие се правите одсутни и се правите дека не разбирате. Велам, тоа фрла нова слика на ситуациите во Балканот и да се разбереме, Рама, кој иначе е способен политичар, јас со него сум бил на дебата на времето и морам да ви кажам дека беше матиран по многу што кога јас работе во Тирана. Тоа беше министр за култура, тоа беше околу бегалците на Блаце, кога Македонија не пушти 30,000 косовари да влезат во државата, односно ги задржуваше на границата, разбирате. Меѓутоа, тој се покажа дека со своите идеи продолжува и понатака и дека ако ние се правиме слепи, тоа ќе води во несакана насока, а велам, тој сега има и посебни, ако сакате, причини за тоа, бидејќи со оглед дека Белград е во една немилост на западниот фактор ради Косово, тие прифатија, Белград е нормалниот и логичниот центар на Балканот, тие го префрлија тој центар во Тирана. Неодамна се одржа самит така наречен на Европската унија со балканските земји кои се уште не се членки на унијата, токму во Тирана, и тоа беше голем стимул за Рама дека тој е лидерот на остаток од Балканот или Западен Балкан, што јас не го прифаќам како термин, бидејќи ништо не значи, и дека тој тоа го злоупотребува на еден перфиден начин. А ова не е прв пат албанци да не провоцираат. Неодамна, на почетокот на оваа школска година, нивниот албански министер за образование на Македонија ги воведе тиранските буквари во македонските училишта кај што учат албанците, што е директно негирање на суверенитетот на нашата држава. Никој не реагираше, разбирате. Тој без никого да праша ги донесе и ги воведе овие букварите, а да се разбереме, ниту во Европската унија нема
унифицирано образование. Секоја држава си ги чува тие драгоцени, ако сакате, права за воспитување на своите генерации во дух на патриотизам и на сакање на својата држава, а ние на Балканот и тоа меѓу Албанија и Македонија кај едно чудо отворени прашања, некој се осмелил да воведе сеалбански буквар. А таа идеја уште од времето кога јас работев тамо и јас јам протестирано кога тие најавија дека сакаат подготвуваат еден буквар за сите албанци каде и да се во светот да учат. Тоа е неприфатливо, разбирате. Ево кај нас тоа помина, а таква одлука се разбереме не може да донесе ни на македонската влада по прашање суверенитетот. Тоа мора да донесе соодветна одлука собранието, разбирате, после се разбира сеопфатни подготовки и мислам дека такво нешто не може да помине. Така да, велам, Албанија и Рама прават што сакат, прават решува Македонија, а ние се правиме отсутни и се правиме како да не разбираме што се случува. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на председателот Пендаровски кој ги правдаше албанските лидери кои отидоа, како што велите, на бацирака кај Еди Рама, а негодувањата и згрозеноста на македонската јавност од средбата во Тирана ја оквалификува дека јавноста имала погрешна перцепција? Па нешто веќе кажавме, али во целина тоа или човекот не разбира што се случува, или се прави наивен. Јас мислам дека не може да не му биде јасно што се случува. Меѓутоа, тој ја следи политиката на владата, која во целиот случај и во последниве години распродава се што е македонско, и ова е само нов исчекор во бришење на македонизмот. Еден неприкосновен, сериозен, длабок исчекор во таа насока. И велам да тврдите дека Еди Рама не бил пријател и дека тоа што го прави не може да се тумачи поинаку отколку пријателски чин, е надвор од умот. Такво нешто нормален човек не може да разбере, не може да прифати, а најмалку да подржи. За жал, и премиерот и председателот го оправдуваа Еди Рама, а велам, во суштина виновни се албанските политички лидери од нашата земја, кои прифаќаат дека некој центар надвор од земјата ги контролира и ги раководи, и сега во таа ситуација вие сакате некаква лојалност од албанците во Македонија, такво нешто не е возможно. Тие ќе бидат лојални на Албанија, на албанската кауза, на голема Албанија, на интересите на Косово и слично, а не на интересите на Македонија, што веќе ни се случува долги години, особено после 2001. Така. Како гледате на она што пред неколку дена се случи среде Скопје, каде што за време на одбележувањето на годишнината од смртта на Мара Бунева, бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски и лидерот на преродба Костадинов го вреѓа и понижува македонскиот народ преку изјавите дека Македонија е бугарска држава. Но исто така важно, дури и поважно, каков е вашиот став за молкот на институциите и државниот врв, освен штурото соопштение од МНР, но и одлуката на владата да не испрати протестна нота до официјална Софија и да не ги прогласи Џамбаски и Костадинов за персона нон грата. Каква држава е ова што воопшто му дозволува на Џамбаски и Костадинов среде Скопје да не понижуваат? Тоа е нов однос за македонската држава, нов срам за сите нас, разбирате. Велам, ако Тони и македонците развија знаме во Охрид, тоа е за прекршочна пријава, а овие која доаѓаат на резила дома, никому ништо, нема ни полиција, ни никој да ги спречи, а и ако сакате да ги затвори. Па тие, де факто, антиуставен чекор и манифестација прават во Скопје. Разбирате, значи не негираат нас и како народ и како све. И како што велите вие, наши политичари и председателот и премиерот изјавуваат дека тоа биле маргинални личности. Едниот е пратеник во Европскиот парламент. Таму не се маргинални личности, тоа се избрани личности од народот, а вториот има 27 пратеници во бугарскиот парламент. Тоа е 11 и нешто процентни од вкупното членство. 11% од вкупното членство, значи сериозна политичка маса во бугарскиот парламент, разбирате. А тоа што и министерот за надворешни работи излегува дека нема тие да ги прогласат за персони нон грата.
покажува дека оваа држава нема своја политика, дека оваа политика се однесува како нечии сателит, дури тоа не е ниво на протекторат, разбирате, на такви личности, не само сега, него што одамна требаше да им се постави вето, да им се постави блокада на границата, да се прогласат за персона нон грата, бидејќи такви луѓе, разбирате, ни задаваат рани во срцето на суштинските интереси на македонскиот народ, тие и кога не плукат од Софија е неприфатливо, разбирате, и срамно, и понижувачко. А те доаѓаат во Скопје, се прават, божем се, во нивна Македонија, бугарска Македонија, а ние се правиме како да сме осудни. Срамно, понижувачко, новодно за македонската држава, кој не може веќе понатака да се толерира, и овој македонски народ веќе не може да голта толкави големи клиенти. Господин Никовски, можно ли е овој скандал со Џамбаски да има некаква поврзаност со средбата во Тирана? Видите, нема никаква дилема дека прво политиките на Атина и Софија се длабоко и тесно координирани. Дали формално или неформално, знаете, тие меѓу себе се разбираат, целта им е иста, дека нема македонци, дека нема македонски јазик, и за едните и за другите. Истото важи и за Албанија. Знаете, во целина, најголема закана за ова македонска држава се албанските политики, затоа што албанците се факторот натре во земјата. Разбирате? И тие имаат невидени можности, како што го прават последниве години, да се разбереме, моментално има, колку има македонски, толку има и албански министри, заменици министри, значи ова држава се албанизира на еден директен начин. Фаќате, интересите на Софија, на Тирана се апсолутно исти. И знаете, во овој претходно не го елабориравме, сега можност да го тоа дефинираме и прецизираме. Интересот да се промени македонскиот устав, што води во директна бугаризација на македонците, што е интерес и идеја на големите сили, тоа не е нити на Софија, нити на Атина, нити на Тирана, тоа е поголем интерес на Тирана отколку што е наш. Бидејќи бугаризацијата на македонците е најлесниот пат за големо албанскиот проект да биде реализиран, разбирате. А интересот на Македонија, божем, со тоа да го отвори патот за Европската Унија е апсолутно нереален, бидејќи Македонија нема никакви дилеми дека не може да стане членка на Унијата за помалку од 20 години, разбирате. Иначе јас го поддржувам тој европски пат. Членството на Македонија во Европската Унија е позитивно и треба да работиме со сите сили во таа насока, меѓутоа има граници, има лимити, не може вие да прифатите дека не постоите, дека сте идиот, дека сте не знам што, за да ве примат некаде. Па тоа е не само понижувањето, него тоа е мизерија, надводумот и слично. Иначе, ако Македонија 20 години, јас ви гарантирам дека памтат гледачите, нема да влезе во Унијата. Каква логика има сега по еден забрзан пат да го менувате уставот? За 20 години добиете некој резултат? Па за 20 години Европа ќе биде сосема поинаква. Прашање дали ќе постои Унијата. Тај ќе постои, тај цивилизацијско достигнување, можеби и некои други ќе бидат изфрлени или излезени од Унијата, тај ќе постои. И интерес македонски е да влезе во неја. Ама вие сега да менувате устав, апсолутно надвор од умот, за бугари кои не постојат во држава, разбирате, за нешто што ќе биде за 20 години, тоа, Бога ми, не го прави нормален човек, не го прави нормална власт, не го прави нормална држава. Според тоа, а интересот на Тирана да се расчисти со македонците, да се избриши македонизмот, да се избришат македонците е реален, бидејќи по лесен начин и побрз начин за реализација на голем албанскиот проект нема. Так. По пауза од 3 месеци, темата за влез на Алијанса на албанците во владата повторно е актуелна, особено после средбата во Тирана. Како гледате на ваквата ситуација со која очигледно се зајакнува албанскиот политички блок, но исто така би сакале да ни го кажете и вашето мислење околу изјавата на
Арбен Таравари, цитирам, секогаш размислувајќи за доброто на граѓаните, за доброто на државата, за движењата или обврските што треба да ги преземаме, тие се во согласност со политичките фактори кои се релевантни во албанските подрачја. Таравари исто така рече дека меѓународниот фактор инсистирал тие да влезат во владата. Дали чувствувате дека меѓународниот фактор на некој начин врши притисок врз албанските политички партии за да не коалицираат со ВМРО-ДПМН? Меѓународниот фактор, читајте Соединените американски држави, ги диригираат албанците во Македонија, не вршат притисок. Тие се под нивна целосна контрола. И тој процес, знаете, не е нов. Уште на времето кога ВМРО беше на власт, се создаваше фама. Знаете, тајните служби секогаш работат и нивна цел е да ги спречат позитивните движења во земјата. Тие уште тогаш ја прогласија Македонија за заробена држава, разбирате, а никогаш не била позаробена од сега, бидејќи не реагира ни на Тирана, на идеите на Рама, ни овош не го прават бугарите, разбирате. И истовремено проширија теза дека ВМРО ги злоупотребува албанците, ги држи под маса за да реализира своите интереси, што немаше никаква основа, разбирате. Ама тоа се долгорочни тенденции, разбирате, за ВМРО, кој Западот никогаш не го сакал, бидејќи не само десничарска, него е македонска патриотска во основата партија, да им ги потсечат корените за никогаш да не можат да дојдат повторно на власт. Сега тоа добива нова димензија и замислите, Таравари оди пред да денеска ми се чини одлучува нивното председателство или како се вика на партијата, дали да влезат во владата или не, иако тоа уште не е доволно јасно дали ќе успеат, бидејќи алтернатива од владата се противи на тоа, тој оди на средба со американската амбасадор. А таа го прима, разбирате, и што покажува? Покажува дека диригира со албанците во Македонија. А тоа е веднаш после војната 2001 која организира, нели така, НАТО организираше и кога го дојде до Охридскиот, катастрофалниот Охридски рамковен договор со кој се рекомпонира Македонија во бинационална држава, каде се албанизираа територии непотребно државата и така натака и така натака. И велам, сето тоа што се случува има долгорочна цел, како што рековте, да се потсечат сите корени на ВМРО и на идните избори да се оневозможи нивната победа по секоја цена. И видите, дали Таравари и Алијансата ќе влезат во владата или не, во крајна линија и не е ни битно, ни клучно, иако тоа значи нов притисок врз македонците, бидејќи сите албански партии, токму во контекст на тоа што рековме дека клучен интерес за бугаризација на македонскиот народ има Тирана, поголем од дури од Софија, разбирате. Сите тие албански партии во Македонија се едногласни и не дискутабилно се решени да гласаат, да се борат за уставните измени, за бугаризација на Македонија, односно за внесување на бугарите во уставот. Тоа велам, тоа е еден комплекс на политички состојби, политички движења, политички чекори, кои ако го гледате малку подлабински, се ќе биде јасно. Ако го гледате површински, ништо нема да разберете, иако алтернатива, ако влезе во власта, ќе се уништи како партија, што е штета, бидејќи е добро да има албански партии спротивставени на ДУИ, и ДУИ ќе ги искористи и ќе ги злоупотреби како, не знам, уличари, разбирате, кои ќе работаат за интересите на ДУИ, кои сега има сериозни проблеми со огнената група. Дали евентуалниот влез во владата од страна на Алијанса на албанците покушај токму да ги дисциплинираат оние од огнената група, односно еден вид на контратежа доколку одлучат да ја напуштат владата? И кога сме кај огнената група, како гледате на се уште наводното несогласување во ДУИ помеѓу огнената група на чело со Иџет Мемети и останатото раководство на ДУИ?
Видите, состојбите во ДУИ се сложени. Огнената група прво јасно, гласно потврдуваше дека и изјавуваше дека позицијата на Али Ахмети не е доведена во прашање, туку се во прашање одредени кадровски решенија и слично. Сега веќе нема дилеми дека целта на сите тие движења е самиот лидер на ДУИ, Али Ахмети, и дека огнената група веќе тргна и на терен да ги постигне своите цели, така да состојбите во ДУИ ќе се комплицираат и мислам дека судбината на Али Ахмети веќе не е воопшто сигурна. Од друга страна, разбирате, зашто пак ДУИ и Али Ахмети се заинтересирани алијансата да влезе во Унијата? Токму ради тоа што позицијата и на власта, ради таа огромна група која има 3 или 4 пратеници, може да ја доведе легитимноста на власта во прашање, да нема 61 пратеник, а од друга страна се спремат избори и баш во регионот каде огнената група е јака, тоа е Чај, така овој дел околу Скопје и така натака, ДУИ е слаб. Разбирате, без огнената група, и алтернатива треба некој начин да го компензира тоа губење на поддршка, во смисла на, нели така, против огнената група во интерес на Али Ахмети, али тоа ќе биде погубно и катастрофално за алијансата и мислам дека ако денеска одлучат и ако ги примат во владата, бидејќи велам тамо нема баш широко расширени раце за да ги примат, тоа поготово на таа линија алтернатива, мислам дека ќе погрешат, ќе го смалат просторот за нивно евентуално, да речам, победничко враќање на сцена при следните избори со некаква коалиција со ВМРО-то, али сето тоа што се прави, сите тие потези и ова што го прави американската амбасадорка е да се сосечат до крај можностите на ВМРО после следните избори да формира влада. И затоа македонскиот народ мора да биде свесен дека на следните избори, ако ги разбира работите, ако разбира дека македонизмот е донесен на крајот, разбирате, веќе е пола во понорот, а не надвор од понорот, треба на следните избори да се гласа и да се покаже с поддршка за опозицијата, која би имала макар 65, ако не 70 пратеници, и да може да решава и да почне да расчистува, да расчистува единината на македонскиот народ. Бидејќи власт која ќе дојде на после следните избори, било, дај Боже, оваа година, секој ден ќе биде изгубен ако се чека следната година, ако власта која ќе дојде не го откаже договорот за непријателство со Бугарија или не преговара, разбирате, со нови формулации, со нови содржини и не ги откаже двата катастрофални протоколи кои ги подпиша двајцата министри дворешни работи Османи и Димитров, со кои врз основа на кои дојде до францускиот предлог и де факто инвалидизирањето на Македонија, бидејќи да прифатиш ти да го менуваш уставот за непостоечки бугари заради преговори со Унијата, тоа е надвор од умот, тоа е еден катастрофален потек за кој некој ќе мора да одговара и то кривично, мислам, во блиска иднина. Во последниве неколку недели во македонската јавност се врти една тема која наликува дека е создадена за рубриката "Верувате или не". Го велам ова бидејќи е базирана на непотврдена информација, а подкрепа за ова е тоа што изворот од каде што излезе оваа тема ги употребува зборовите "се случила", "се сретнале", "разговарале", "се договориле" и уште многу други зборови кои завршуваат на Л и на Л. Се работи за наводна предновогодишна средба помеѓу лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и поранешниот лидер и поранешен премиер Зоран Заев, на која средба наводно договориле постизборна коалиција, со која коалиција бија елиминирале ДУИ, но и сегашниот премиер Ковачевски. Можна ли една ваква постизборна коалиција и дали со една таква постизборна коалиција
се прави обид да се стигне до 80 пратеници потребни за промена на уставот. Ако навистина се случила таква средба, ќе си дозволили Мицкоски да биде насанкан на еден ваков план кој по се изгледа дека е од расадникот на европските бюрократи и САД, и покрај тоа што сите анкети досега барем говорат дека ВМРО-ДПМН, а и самиот Мицкоски има двојно повеќе доверба од колку што има СДСМ. Зошто Мицкоски би прифатил на таква опција кога по дефолт ќе биде следниот премиер според досегашните анкети? Можно ли е таа наводна средба да биде изрежирана од меѓународниот фактор и која би била целта? Или пак поголема е веројатноста дека оваа пуштена патка околу некаква си наводна средба всушност е наменета само да му наштети на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија? Видите, има многу шпекулации околу настаните кои се одвива на политички план зад сцената или под маса. Предходно беше уште повеќе публицитет доби некаква средба на Зоран Заев со Ковачевски, која се обидел да ги елиминира нив и да ги така да го елиминира и Дуи. Дали постоела средба за Мицкоски не е јасно, не е потврдено, али велам, факт е дека и Зоран Заев се обидува во последно време, според индикаторите со кои располагаме, да влие на политичката сцена, да некои работи ги врти во насока која него му одговара и колку тука може да биде успешен, јас се сомневам. Мислам дека, иако он може да има некое влијание во рамките на СДСМ и на власта, тоа е лимитирано, не е клучно. Меѓутоа, знаете, се што се случува, и пред малку тоа се обидовме да го елаборираме на политичката сцена и на улогата на странскиот фактор, е да се оневозможи ВМРО да победи на следните избори. Во таа насока и идеите за некаква голема коалиција не се нови. Јас сум, може би, бев првиот кој се залага уште одамна, уште во времето на владењето на ВМРО, дека треба да се обидиме да формираме некоја голема коалиција во која ќе влезат двете македонски партии, да не се случува да колку 20 албански пратеници во собранието го диктираат развојот на оваа земја, а 100 македонски пратеници, лечи 100 македонски пратеници да бидат во позадината и да бидат маргинален фактор. Меѓутоа, во дадените услови, во дадената конфронтација меѓу македонските две главни партии, некаква заедничка коалиција е невозможна. За жал, тоа е на штета на интересите на македонскиот народ, бидејќи и да ја направите утре, таа нема да функционира. Знаете, ова во што завлезе длабоко сегашната власт, во распродажбата без преседан на све македонско на меѓународниот пазар, во однос на Бугарија, во однос на Албанија, во однос на Грција, во однос на Брисел, разбирате. Тоа е неповратно за нив и може да го промени само опозицијата сегашна со една силна влада во која, велам, првиот ден кој ќе дојдат на власт, треба да прогласат: Бугарија, договорот за непријателство со вас е веќе неважечки, а да не одиме сега во детална анализа, сите членови кои се во врска за некаква соработка се во на економија и вамо дамо што е бла бла бла, Софија не ги почитуваше. Значи, сите аргументи се наша страна да го отфрлиме тој договор и да им кажеме, сакате, а тој договор е основата и базата на сите наши маки во Европската Унија и блокади и слично, сакате да го преговараме, репреговараме договорот или да го откажеме, затоа има клаузула која, нели така, со нота се откажува и престанува да важи после година дена, и да ги прогласиме за неважечки двата протокола. Ако новата влада првиот ден на власт тоа не го прогласи, та нема шанса да успее во спасувањето на македонизмот.
И затоа велам, било каква коалиција или било какво голема коалиција, било каков обид за некаква соработка меѓу двете најголеми македонски партии во овој момент е невозможна, не може да даде резултати и сите тие шпекулации на некаква средба меѓу Заев и Мицкоски можат единствено да водат во дискредитација на ВМРО-то и нејзино спречување да дојде на власт после следните избори. Дали може би наводната средба на Заев со Мицковски може да се свати и како покушај на Заев да се спаси, односно да ја избегне евентуалната негова кривична одговорност, но и на сите поранешни функционери од неговата влада, за сите досегашни злодела или, ако сакате, велепредавства, но и од корупцијски и криминални скандали кои ја тресеа неговата влада? Апсолутно, разбирате. Како што рековме, новата власт кој ќе дојде, ако првиот ден не прогласи поништување, односно мораториум на договорот со Бугарија пред се и да започне процес на ревизија на нивици, разбирате. Второто е, ако не почне со прогон, велам прогон, не веќе на истражување, на судење, на обвинување и така натака, на сите тие што не доведува на дереđe, таа власт нема да успее, разбирате. Така да реално е и објективно е дека сите и Заев и сите други што не донесоа нова дереđe, што го распродадоа македонизмот, што го игнорира нашиот устав на еден вулгарен начин, разбирате. Во нивици се договараше меѓу македонски некои политичари, квази политичари и грчки искусни, маестрални дипломати и политичари уставниот поредок на Македонија. Па тоа е, слушајте, не е кршење на уставот, тоа е предавство на интересите на државата. Така да, основата е тука, ама јас се сомневам дека, поготово на овој втор план ќе се преземе нешто, бидејќи не заборавајте. Сите тие, Заев и другите, сето тоа што го правеа по диктат на меѓународниот фактор, кој секогаш е важен во Македонија и после новите избори, и тој повторно ќе тропа на маса, ќе се обидува да раководи и нема да дозволи да тие луѓе бидат прогонувани, односно оценувани, проценувани на судски начин за делата кои ги направија за овој народ и за оваа држава. Господин Никовски, сакам да ве навратам повторно на евентуалниот влез во владата на Ковачевски од страна на Алијанса на албанците, а со тоа и коалиционен партнер на СДСМ и со уште една предпоставка и Беса да постане дел од коалицијата на СДСМ. Која би била целта на едно вакво коалицирање и припрема за следните избори, било кога и да се случат, кога и покрај се повторно не ќе можат да стигнат до 80%, а со тоа нема да можат да извршат промена на уставот со цел влез на бугарите во него како услов за отпочнување на преговорите. Какви би биле реакциите на гласачкото тело кога ќе дознае дека СДСМ заедно со сите албански политички партии ќе трча само за да добие 61 пратеник доволно за да освои власта, но не и доволно за да го испорача ветаното дека ќе го смени уставот за да ги вметне бугарите во него? Обидите кои очигледно тоа и траваринли, дури не сакајќи веројатно јавно кажат дека меѓународниот фактор бара од нив да влезат во владата. Значи, сето тоа покажува дека притисокот врз ВМРО-то расте, дека се сеќат сите корени за било какво идно коалицирање на ВМРО со било која албанска партија, разбирате, осим Беса која сега останува надвор и како едини возможен партнер, и со новото сеалбанско прегрупирање во Македонија. Знаете, албанците кога е националното прашање, сите се единствени зашто мора да им се симне кап. Меѓутоа, кога се нивните политички меѓупартиски интереси, тие се гледаат преку нишан. И во Македонија, и на Косово, и Албанија. И сега сите тие се обединуваат. Зашто? Со единствена цел да се оневозможи опозицијата да дојде на власт, да преземе
сериозни чекори за прекинување на овие катастрофални тенденции кои не водат во неповрат, разбирате, и сакале ли не икеле, сите тие движења се сериозен притисок и врз нашето гласачко тело, и врз опозицијската партија, разбирате, дека мора да следат нечии формули, нечии кроеви, нечии теркови, разбирате, како понатака да се однесуваат. Ако опозицијската партија која е во незавидна ситуација, да се разбереме, и диши во вратот меѓународната заедница, американската амбасадорка веќе неприкриено се однесува како гувернерка на оваа држава. Изјавите кои ги дава многу често, да не ги цитираме сега, се како да зборува нашиот председател, разбирате. Значи, сето тоа зборува дека пукна филмот кај меѓународната заедница, веќе не ги кријат своите интереси и улогата на нашата главна опозиција, а нема друг кој ќе го поведе овој народ, е во една незавидна ситуација, под силен притисок, и иако тие и со било каква сега проширување на владеачката коалиција може да стигне до 80 пратеници, може да стигнат 71-2, ништо повеќе, разбирате. Значи, тие нема да го постигнат фондот за промени на уставот, али притисокот, атмосферата, можностите да се влие, уценува, купуван од другите пратеници, како што направи околу нивици, се повеќе на маса, се повозможна и ќе биде се поголема опасност за едината на македонскиот народ и на оваа наша држава. Так. Пред некој ден, лидерот на ДУИ Али Ахмети од Чегране гостиварско, говорејќи за некакво руско влијание во Македонија, испрати порака до ВМРО ДПМН да не помислува да прави мнозинство со левица. Во пораката Ахмети изјави, цитирам, ВМРО ДПМН греши ако мисли со левица ќе направи мнозинство со 61 пратеник и да ја маргинизира ДУИ. Наводно, нивната единствена пречка. Прават многу грешка, вели тој, и нека не сонуваат за такво нешто. Како вие гледате на оваа негова изјава и порак? Видите, ДУИ се плаши од левица, бидејќи многу индикатори покажуваат дека на следните избори левица ќе стане посериозен парламентарен фактор. Али левица мислам дека сега се обидува некој начин да балансира, да најде начин да се прилагоди. Има генерално негативен став према албанците, бар пона како јас го следам, разбирате, и тука тие мора се коригираат. Албанците се тука. Ние со нив мораме да живееме, ние не смееме да прифатиме тие да не раководат. Мнозинството си е сепак мнозинство, македонците се неспорно мнозинство. Суштината на демократијата е владење на мнозинството, а ние дозволивме сега, не така како што рековме, да полат од министрите и замениците министри се албанци. Мислам, тоа е нешто што е сериозна политичка грешка. Така да, Али Ахмети е мудар политичар, разбирате, и тоа можност за коалицирање меѓу ВМРО и левица нив ги загрижува, бидејќи тие од една страна, како што веќе анализиравме, се групираат сите околу СДСМ во владата, околу владата и така натака, и сакаат да блокираат и да минираат било какви други сојузи и соработки, само со цел да можат тие да ги завршат и да ги реализираат своите интереси. Вице-премиерот Бојан Маричич најави дека во следниве 3 недели владата ќе ги почне разговорите за уставните измени со експерти, граѓанскиот сектор и бизнис заедницата. Иако вие во претходното интервју ни рековте дека да не ви го споменуваме Маричич, сепак се одлучите повторно да прашаме за него, а во овој случај на негова изјава. Како гледате на неговата изјава дека владата ќе ги започнела разговорите за уставните измени, како што тој рече, со експертите, граѓанскиот сектор и бизнис заедницата, а при тоа никаде не ја спомена опозицијата и пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија.
и каква врска има граѓанскиот сектор со бизнис заедницата во промената на уставот за влез на бугарите во него. Знае ли Маричич дека било која промена на уставот треба да има печат од оние кои ја даваат сувереноста на државата, а тоа е македонскиот народ и македонските граѓани? Прво, грешка е што го спомнуваме тој човек, разбирате, некој што како министер забрани да се користи терминот македонски, разбирате. Па тој требаше одамна да биде на ѓубришето од историјата, ма кај нас тие просперираат и тој е потврда за тоа. Знаете, тој сега е задолжен за евроинтеграциите. Евроинтеграциите наши не се започнати, како што лажно тврди власта, разбирате, туку е започната првата фаза на отварањето на преговорите. Значи има втора фаза, тоа е промената на уставот, и тој како задолжен за таа проблематика, свесен е, тоа му го ставаат, му го плескаат по лице и амбасадорот европски на помалку и некоректен начин, и другите, американската амбасадорка, дека ако не ги промените уставот, нема Европска унија. И тоа е факт. Тие да не доведува во таков ќорсокак, на еден свесен начин, разбирате, и сега тој ќе прави се што може за да дојде до еден таков неприфатлив чек, односно промена на уставот. И да се разбереме, тие ќе го прават тоа како што беше минатиот пат со нивици, и со референдум кој не успеа, и со некои граѓански и соросоидни организации или организации поддржани и финансирани од УСАИД, разбирате, кои нели така едногласно ќе бидат за... Знаете, предавници секојаш лесно се наоѓаат, поготово кога се добро платени, и ќе водат една сериозна кампања за промена на уставот, да се надеваме дека тоа нема да успее, да се надеваме дека пратениците на опозицијата заедно на ВМРО, заедно со Левица, да се надеваме дека и Павле Трајанов ќе биде доследен на своите зборови, нема да гласа за промена на уставот. Јас пред некое време го сретнав на улица и му реков дека да внимава, зашто ако некој се направи предавник на интереса на својот народ, тоа не се простува и дека тоа е трајна карактеристика. Се надевам дека ме зема сериозно, разбирате? Така да таа борба сега започнува, да се надеваме дека ќе ја добиеме и да се надеваме дека промена на уставот нема да има и дека тоа неизбежно ќе води и во нови избори и ќе води во преиспитување на односите со Бугарија и така наречениот француски предлог. Да се разбереме, тука има неколку работи. Се тврди и се лаже дека документите, договорите меѓународни, кои се депонирани во Обединетите нации се непроменливи, траени. Тоа не е точно. И во самите Обединети, напротив, член 102 од повелбата на Уставот на Обединетите нации вели: сите меѓународни билатерални договори мораат да се регистрираат во Обединетите нации. Што е обврска? А во самите Обединети нации има формулари. Ако сакате да извршите промени во некој било кој билатерален договор, вие пополнувате формулар, се разбира во договор со другата страна, има формулари за откажување на договорите, се разбира повторно во договор во соработка или еднострано, разбирате. Така да тоа е првиот дел кој мора да го знаат нашите гледачи и македонската јавност во целина. И вториот дел, исто така многу важен е, што прво тој вашиот пријател Маричич, извините на израз, се шегувам, има изјавено дека преговарачката рамка на Европската унија е дефинирана и непроменлива. Тоа не е точно, тоа е чиста лага, разбирате. Факт е дека, пак со нашите предавници, тие си имаат договорено околу преговарачката рамка, која се базира на францускиот предлог, кој е договор меѓу премиерите Петков и Ковачевски. Меѓутоа, официјално Македонија ја нема прифатено. Македонија ќе ја прифати преговарачката рамка, ако ја прифати, на втората меѓувладина конференција, која може да следи само после уставните избори. И на таа средба, да се надеваме, ќе биде веќе новата власт, а нема да биде оваа предавничка власт на таа средба,
ќе каже, извините господо, меѓутоа, оваа преговарачка рамка за нас е неприфатлива. И ќе почне нов процес на преговори, на договори, бидејќи ние официјално не сме прифатиле. Тамо дале согласност некои наши пријатели, како вашиот Марио Чич, разбирате, ама во секој случај таа не е официјална и Македонија го има целиот маневарски простор да не го прифати таа преговарачка рамка, да бара ново нејзино прецизирање со водење на сметка за нашите интереси. Така. Како ќе ги прокоментирате изјавите на евроамбасадорот Гир дека уставните измени и обезбедувањето на двотретинско мнозинство е работа на владата, а ако не биде завршен процесот на измената на уставот, ќе имало застој во целиот процес, додавајќи дека уставните измени произлегоа од договорот на кој што се обврза државата со своите билатерални односи со Република Бугарија. Како ќе ја прокоментирате и неговата изјава, цитирам, уставната промена е суверена одлука што треба да ја донесе оваа земја, без при тоа да се подкопа или на некаков начин наруши идентитетот на оваа земја, затоа што идентитетот не се губи на патот кон Европската Унија. Видите, прво, човекот може би и не разбира дека целината, суштината на уставните промени е бугаризација на македонскиот народ. Тоа го разбираат сите македонски интелектуалци кои малку така се информирани за што се случува. Тоа е првиот момент. Вториот момент што тој ни најавува дека ако не се извршат уставни промени, што е точно, разбирате? Ние се дојдовме во таква ситуација да ако нема уставни промени, прекинува процесот, разбирате. Не се почнати преговори, ама не да започнат. А во суштина, неговата изјава е закана. Меѓутоа, никој од нашите новинари, од нашите аналитичари не му одговори и не го праша него, а како дојде до тоа да Македонија биде присилена надвор од сите компенхашки критериуми, надвор од сите вредности, суштински пракси, процедури на Унијата, да мора прво да го менува уставот со непостоечки бугари, а има 100.000 македонци во Бугарија кои немаат никакви права, значи без никаков реципроцитет, за да може да преговара со Унијата. Кој не присили тоа? Бугарија не. Тоа беше услов и на Вашингтон и на Брисел. Зад Бугарија, зад Софија стои Вашингтон, чии суштински интереси се спроведуваат во Македонија сите овие 30 години на независност, а Брисел е онај слуга и пион кој ги следи американските интереси. Значи, вие не натеравте, не присиливте, не уценивте со ултиматум да мораме да го менуваме уставот. Според тоа, велам, али кај нас, осим неколку медиуми, никој друг не реагира на таквите подли изјави. И американската амбасадорка Гир исто така рекоа дека веднаш треба да се направи да се изменат уставните измени затоа што Македонија треба да напредува кон Европската Унија. Кои сте вие да ни држите лекции, да ни поставувате ултиматуми, разбирате? Значи, тие се однесуваат несоодветно на својот дипломатски карактер, разбирате, на своите дипломатски областувања, а Македонија го толерира тоа. Сето тоа е дел од тоа сценарио, погубно за Македонија, иако ние се правиме наивни, недоветни, ги го следиме, сите ние ги следиме сите нивни диктати, нема да завршиме кај што треба. Господин Николски, простете, ама ако може малку да побрзаме, знам дека сакате све да кажете и да објасните, повтрудете се, ако е можно, малку побарко. Времето не гази малку. Во рамки на посетата на Киев, председавачот со ОПСЕ Бујар Османи оствари средба со председателот на Украина Володимир Зеленски, на која ја изрази својата поддршка за украинската влада, акцентирајќи дека ОПСЕ го поддржува украинскиот народ и напори за враќање на мирот и стабилизацијата на регионот. Османи ја повика Русија веднаш да стави крај на агресијата и изјави дека еден од првите чекори треба да биде итното враќање на теренска мисија на ОПСЕ во Украина. Како гледате на овие негови изјави? Видите, Македонија моментално председава со ОПСЕ
Министерот Османи е во функција на председавач, значи он не зборува веќе во име на Македонија, во добар да зборува во име на ОПСЕ и тоа може да се гледа во тој контекст. Така да Македонија во однос на тој судир се експонира непотребно многу, плаќаше оружје и слично, што е во целина спротивно нашите фундаментални интереси, а да не забораваме дека министерот Османи е албанец и албанците се големи непријатели, ако сакате, на Русија, и од тој аспект тој ужива веројатно во својата нова функција, во критиките на Москва и во поддршката на Украина. Кога сме кај Османи, дали знаете што се крие зад М-картата која ја доделува Министерството за надворешни работи, односно министерот Бујар Османи? Од досегашните имја кои се наоѓаат на листата за добивање на М-картата, ми наликува на партиска VIP листа. Имајќи предвид дека диаспората секогаш се залага и ќе се залага за еднаквост, а не за привилегии и едни да бидат изнад други, дали со картата М се крши уставот и се создаваат проблеми таму каде што ги нема? Таа М-карта или М-карта е нова глупост на нашето Министерство за надворешни работи. Тоа е безсмислен потек, разбирате, кој создава само нови недоразбирања меѓу нашата диаспора и предпоставам од тие колку 69 и колку беа, макар половината се албанци, значи тоа се реализираат интересите на неговата партија ДУИ, и велам, тој принцип треба што поскоро да се напушта, да се отфрли, да се прекине, бидејќи е безсмислен и само ќе води во нови поделби меѓу македонците во диаспората. На една национална телевизија го прегледав интервјуто со бугарскиот новинар Виктор Канзуров, како разговараше за скандалот кој го предизвика бугарскиот европратеник Џамбаски и пратеникот Костадинов за време на честувањето на годишнината од смртта на Мара Бунева. Како гледате на неговото оправдување дека изјавите од типот да живее бугарска Македонија се однесувале на Пиринска Македонија? Но исто така би сакале да го слушнеме и вашето мислење околу обидот на македонскиот новинар кој го водеше разговорот, скандалот да го прикаже дека тоа не бил став на официјална Софија, туку само лично на европратеникот Џамбаски, кој што се совпадна со ставот на премиерот Ковачевски? Видите, не треба да се предадава некој големо значење на тој интервју. Во Бугарија, разбирате, сите се едногласни во однос на политиката кон Македонија, има широк консензус, невиден консензус и ретко е некој што ќе излезе со некако поинакво мислење и тоа може би е некогаш и оркестрирано за да се покаже дека еве, не се унисоно, сваќате. Така да во однос на Џамбаски, на таа политика, треба нашите да го игнорира, не да трчаат околу него да барат изјави. Такви личности се игнорираат во основата. А тоа дека се работи за бугарите во Пиринскиот дел, тоа се смешни измислици, разбирате. Основната бугарска политика, која ќе трае следните 50 ако не 100 години е дека нема македонци, дека нема македонски јазик, нема македонска историја и дека ние сме неосвестени бугари. Ако тоа го свати нашиот народ и нашите политичари, полесно ќе се одвиваат работи. Каков е вашиот став околу скандалозните изјави на Ахмети, кој рече дека Алфа и Телма се непријатели на албанците и на изјавата на Ковачевски, кој рече дека тие две телевизии биле партиски центри за комуникации? Тоа покажува една политичка незрелост на двајцата лидери политички, разбирате, бидејќи Алфа и Телма Мелма, како што рече тој, разбирате, се сериозни телевизии и нивно посочување дека се антиалбански, дека се вакви или такви, е директно мешање во слободата на изразувањето, во слободата на медиумите и ми се чини дека тоа беше добро осудено и од меѓународната заедница, што сепак излезе дека овие се затрчаа, се експонира на еден погрешен начин и дека се надам дека ќе научат таа лекција.
Како ќе прокоментирате изјавата на министерот за правда, господинот Никола Тупанчевски, кој наместо да говори за пропустите поврзани со филмското бегство на затвореникот од затворот Идризово за време на пренесувањето до клиничкиот центар во Скопје, тој со многи пофални зборови говореше за ефикасноста и за некаква исклучителна добра координација на повеќе институции во иницијалната фаза со сузбивање на ваквите појави. Случајот со бегството на затвореникот е ново дно на нашиот правен систем, разбирате, и изјавите на министерот покажуваат дека тој е надвор од тие процеси на реформи и дека тој како најодговорен де факто во таа област, фактички дека не е дел од некакви промени, туку напротив е само сведок на тоа што се случува и се обидува да ги оправда тие крајни ексцеси кои ја срамат, не само нашето правосудство, теку и државата во целина. Годината 2022 ја завршивме разединети по сите основи, а од сето она што се случува и оваа година ја започнавме разединети. Што треба да се случи за да се разбудат политичарите, аналитичарите на научната фела, но пред се дел од македонскиот народ и македонските граѓани дека се движат во погрешна мантра или пак се разбудени, но сето тоа го прават намерно за дефокусирање? Запрепастува фактот дека чиновите симпатизерите на владеачката партија СДСМ голтаат се што ни се случува, а не треба да си ниту образован, ниту паметен многу да разбереш дека одиме во прудолу, дека пропаѓа државата, дека се брише македонизмот. Меѓутоа, следните избори ќе покажат. Ако нашиот народ на следните избори не покаже одлучно и во прав разум дека ова е неприфатливо и срамно за државата и понижувачко и не и даде на опозицијата, велам 65, дури 70 гласови, ќе покаже дека како народ сепак сме недозреани и како таков, богами, тешко ќе можеме да одржиме своја држава. Пред 21 ден, поточно на 1 јануари, се навршија 5 години од имплементацијата на договорот за добрососедство со Бугарија. Што требаше да донесе, а што ни донесе овој договор? Катастрофа. Тој договор за непријателство со Бугарија де факто ја отвори Пандорината кутија, од која излегоа сите ѓаволи, разбирате, против Македонија и едини излаз за Македонија да ги прекине тие негативни текови е што поитно, како што реков, првиот ден од власт, кој ќе дојде новата влада после следните избори, треба да го откаже тој договор. Или да го репреговара, што Бугарија нема никогаш да прифати, да го откаже и после тоа да почне процедура на евентуално подготвување нов договор. Да подсетиме дека тој договор катастрофален кој го потпиша сегашната власт, 10 години претходно беше, најмалку 10 години на маса на владата на Груевски и таа беше свесна дека такво нешто не се потпишува. Таа беше под силен притисок на нейната јавност и на Бугарија. Посетам дека Бојко Борисов рече не сака ни да чуе за Груевски, а камо ли да го види, затоа што тој не беше спремен да му капитулира, разбирате. Се променија работите, Заев потпиша све што му дадоа, и дури се фалеше со тоа и велеше дека сме една нација, дека имаме една историја. Па чим сте една нација, една историја, го прават. Каков е вашиот став за изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека немал намера да го прогласи бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски за персона нон грата, иако има сознание дека тој со истите навреди ќе се појавил во Скопје за прославата на 151 годишнина од раѓањето на нашиот македонски апостол и револуционер Гоце Делчев? Тоа не прифатика, непријатлив став. И ако оваа држава држи до себе,
Не са Джамбаски и за Костадинов тука и за повеќе други, сега да не ги наредиме, бугарски политичари, треба да ги прогласи за персони нон грата, затоа што луѓе кои го подкопуваат вашиот уставен поредок и кои се спремни дома кај вас да доаѓаат да го тоа прават, па не може да бидат добре дојдени. Така да тоа е сериозна грешка, тоа е веројатно по диктат на меѓународниот фактор и тоа е дел од сценариото да се руши македонската држава и македонскиот народ. Во четвртокот вечерта во угостителски објект во Охрид се случи инцидент каде што беше претепан Христијан Пендиков, секретарот на Бугарскиот културен центар Цар Борис III во Охрид. Бугарските власти му дадоа политичка тежина, а македонските власти како во хор под бугарската диригентска палка ја пеа истата песна за осуда наспроти досегашниот молк кога се работи за навреди за македонската држава, македонскиот народ и македонските граѓани од страна на соседите пред се од соседна Бугарија. Како вие гледате на сето ова? Реакцијата на бугарската држава и неговото евакуирање или префрлување во Софија на лекување со воен авион покажува, потврдува, неспорно ни става до знаење дека зад фашистичките клубови во земјава стои бугарската држава. Тоа е првото наравучение. Второ е дека човекот бил наркодилер, дека во декември минатата година бил фатен со дроги, разбирате, и како таков не смел да ја напушти нашата држава. Значи, тие го пуштија да си оди. Велам, се однесуваме неодговорно, се однесуваме како да сме некако пејачко друштво, а не една сериозна држава. Сето тоа е повторно тежок срам за ова наша македонска држава и реакциите кои следува и тоа што ни го прави бугарската држава, а ние се однесуваме како да сме отсутни, како да не разбираме што се случува. Така, господине Никовски, како и секогаш велиме да се надеваме на добро. Ние ви благодариме за учеството во Македонски корени. Имајте си пријатен викенд, пријатно до слушање и довидување до скоро. Да, ми беше задоволство и само една порака до нашите во Австралија. Не е се загубено. Работите сега се трагични и тешки, меѓутоа идат нови избори. Да се надеваме дека ќе бидат што поскоро и македонскиот народ ќе може да каже својот збор. Так. Ако македонскиот народ покаже што знае и што сака, ќе се отворат светли патишта за едината на народот и на државата. Поздрав за се и да ни вечно да ни жива Македонија. И додека сте на линија се уште, да ги поканиме и нашите слушатели, и Facebook пријателки и пријатели, сите гледачи, да ги читаат вашите колумни, претежно последната колумна, а сега вие објавувате колумни во Плусинво. Тоа е пораката од нас. И уште една работа, со Бети приметивме, има неколку гледачи кои што поставуваа прашања поради невможноста да ги поставиме ние. Доколку некојаш најдете слободно време и дојдете до тие прашања, ако сакате можете да им одговорите. Може преку месенџер или преку мојот мејл да ги пратат, на сите ќе им одговорам. Така. Секој е добро. Секој е добро. Господ здравје, се слушаме и гледаме повторно. Поздрав за сите. Поздрав. Пријатно.